Здраво и добре дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст, каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти нему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добре дојде на денешната 22 подкаст епизода. Испровоциран оваа недела од две случки, си решив, ајде првата е окей, ама веќе штом две се случија, време е да снимам подкаст на оваа тема, затоа што сигурно се случува во многу компании истото, а малку размислуваме, а буквално еден човек, еден вработен може да ни го заебе цел бизнис, доколку не размислуваме и не пронајдеме решение на оваа тема. Имено, во понеделник нарачав извршив онлайн нарачка и на сајтот имаше еден дел каде што треба да се остават податоци, нели име, презиме, контакт адреса, телефон, мејл адреса и останато. Уредно си платив и се остана се тука заврши. Поминува ден-два, нема никаква информација дали е примена нарачката, дали не е примена, ќе се донесе робава, нема да се донесе, буквално стои неизвестно. По 2 дена се јавувам на телефон и се јавува една господја од другата страна во фирмата, буквално со наследниот начин, со следниве зборови. Вели: "Ало?" Викам: "Добар ден." "Да, кажи." Велам: "Александар на телефон." Предпоставувам дека тоа е фирмата XY, да не ја спомнувам сега која фирма беше. Велам: "Извршив нарачка во понеделникот, платив уредно, но не добив никакви повратни информации, дали е прифатено, не е прифатено, па велам, тоа е и причината што ве контактирам денес." Вели: "А, си платил?" Велам: "Да." Па тогаш ќе ти се донесе." Велам: "Добро, супер, ама не мислите ли дека би било добро да ме известите како би знаел дали е примена нарачката или не?" "Бе, вика, не се секирај. 100 пати денеска праќаме роба, па никаде не се случило некому да не му се донесе. Штом си платил, штом си нарачал, ќе ти дојде. За ова ли дигаш паника?" Велам: "Окей, добро, тоа е вашето мислење, јас имам друго, небитно. Само потврдете ми отприлика, велам, кога би било робата испорачана." Вели: "Окей, дај ми податоци." Велам: "Повелет податоци, име, презиме." "Ајде, вели, ќе ти се јавам јас за пола сат, ќе ти се јавам, ќе ти кажам." Викам: "Добро, благодарам." Не помина ни пола сат, не помина ни 1 час. Помина 5 часа и господјата се јави: "Александар?" Викам: "Да, повелете." "Ќе ти биде пратено, немај гајле," вика, "еве проверив ја, ќе ти биде пратено." Ама имаше еден проблем во овој разговор, а тоа е бидејќи јас го немав меморирано телефонскиот број, а господјата и по втор пат ниту се представи, ниту од која фирма доаѓа, нити за што зборуваме, буквално како да продолжил тековно разговорот. И она што беше интересно, си велам, колку ли вакви фирми има каде што вработените воопшто не се грижат за чувствата на самите клиенти, на самите купувачи, и колку малку размислуваат собствениците на бизнис за оваа тема. Јас знам дека размислуваат секако, но дали ги решаваат овие предизвици или сето останува само на ниво на нервоза, или имаат некое решение. За да биде уште покомплицирана оваа ситуација, помина уште еден ден и ми се јавува човек од Карго. Звони непознат телефон, се јавувам јас, викам: "Да, молам, повелете Александар на телефон." Вели: "Ало? Кај е оваа адреса, бе?" Зборам на тетовски сега, бидејќи живеам, нели, и сум од Тетово, и возачот исто така од Тетово, ама ќе зборувам на тетовски за да ја доволувам цела ситуација. Вели: "Кај е ова, бе, брат, кај е ова улица? Не сум носел тамо, не знам кај е." И викам: "Добро,
на та и та, кај новата зграда, оно, се обидувам да му објаснам на човекот, веќе, добро бе, нема шанса, не, тамо не идем ја, брат, тамо нема шанс. Ако дојдеш ти овде, излезеш на главна улица, добро, ако не, тамо ја нема шанса, не идам. Добро, ама на сајтот од кај што извршив нарачката пишуваше дека ја носите, дека доставата ќе биде до сама адреса. Предпоставувам дека на ниво на фирми има договор и дека вие треба да ми ја донесете робата до сама локација. И вели господинот, да, така е, ама нема шанса, ја тамо да ти се пикам, да заглавим ја 2 сата тамо, не бе брат, нема шанс. Ти кажав убоја, ако излезеш на главна улица, добро, ако нешто сакаш прави, ја робата ќе ја вратим назад. Викам, мајко моја, добро, викам, пријателе мој, ја за 5 минути влегувам на состанок, така да немам време ја да ти излезам на главната улица, бидејќи ти нема да дојдеш до сама локација, со робата постапи како што мислиш ти. И сега, не е битно, ги контактирав, си ја подигнав сам робата, не е битно, се реши како и се што се решава во животот, но сакам да скренам, да обрнам внимание за овие 2 случаи и да те подсетам како вакво едно дрско однесување, една деловна некултура може да ти го зезне и да ти го заебе цел бизнис. Еве што на прво ме асоцираше, бидејќи секој ден работам со предприемачи, јас сум предприемач и конкретно и директно ги знам проблемите на предприемачите. И она што ме потикна си велам вака, карго со едно возило не се станува, сигурно има барем 10. 10 денеска возила да купиш по 10.000 евра, тоа се 100.000 евра. Тие 10 возила не одат на вода, туку треба гориво, што значи има трошок. Тие 10 возила не се возат сами, значи дека најмалку има уште 10 вработени. А тоа ако пресметаш, тоа значи близу 10.000 евра со струја, вода, комунали, ДДВ, даноци, чуда. Значи овој собственик на таа карго фирма има најмалку 10.000 евра месечен трошок или ти 120.000 евра годишно. Можеби за тие возила има и кредити, и рамки во банка, и банкарски трошоци, и чуда. Сигурен сум дека има и масло, филтри, одржување на тие возила, редовни сервиси, повремени дефекти, бидејќи тие возила често циркулираат, односно се возат 24/7, тоа значи дека има удеси, тоа значи дека има и неприлики, тоа значи дека можеби по некое возило не има дефектно и не работаат 100% капацитет. А тоа значи дека овој собственик најчесто е и загрижен, нервозен од секојдневните оперативни задачи кои што ги има, па уште и вакви проблеми да ги решава. А тоа значи дека не му е лесно да води бизнис, а од друга страна колку размислува за задоволството на клиентите, колку знае што му се случува во неговата фирма, како работаат вработените, како разговараат со клиентите, и колку знам дека на интелектуално ниво знае што му се знае за сето ова што го зборувам, знае дека позади секоја бројка, позади секоја трансакција стои клиент, односно тој клиент е пред се човек, но секако ние знаеме кои луѓе работаат и како се однесуваат со нашите клиенти, но дали оние поплаки кои што ги слушаме, ги добиваме, ги решаваме или едноставно не. Затоа што немаме време, нели ние сме во оператива. Само ќе те подсетам дека на старото правило колку работи во животот да се менуваат, колку и да напреднува начинот на комуникација, водење на бизнис, колку и да има современ начин онлайн маркетинг, ваков таков небитен, она стар начин на водење на маркетинг, а тоа е уста на уста или офлайн маркетинг, никогаш, ама баш никогаш нема да се изгуби. А тоа значи дека еден задоволен клиент 100 ќе ти донесе, но може и 100 да ти врати. Затоа што сега е период на слави, родендени, имендени, чуда, пред нова година, прослави на работа, колеги разговараат. Тоа значи дека секој едно корисничко искуство ќе се прекаже денеска по 100 пати, а повторно доаѓаме дека еден клиент 100 може да ти донесе и 100 да ти врати, а само една груба пресметка, ако просечен клиент ти вреди или имаш просечна трансакција од 100 евра, ако еден клиент ти троши, не знам, секој месец по 100 евра и со тебе се дружи година, 2, 3, тоа значи дека еден клиент ти вреди 30.000 евра,
А тоа значи дека ако го следиме правилото дека слични се дружат со слични, тоа значи дека може да ти препорача на негови слични 10 луѓе, еве не мора повеќе. Тоа значи дека ако еден клиент ти имаш 30.000 евра ти вреди и ти препорача уште 10 такви во следниот период и тие по 30.000 евра, тоа значи дека само од невнимание и негрижа за овој сегмент на корисници и задоволство на клиенти, дека само поради едно лошо однесување на еден твој вработен и едно лошо искуство на клучен твој клиент, дека може да те чини стотици илјади евра загуба на годишно ниво, затоа што не го решаваш овој проблем. Сега, како ова би требало да се реши и како ова јас го решавам во компанијот, и поентата е, нели, не само да кажеме на проблеми, ти си човек, некаде трошиш пари и сум сигурен дека ова што јас денес го зборувам со тебе, дека тебе ти се случува исто така и ти си некаде клиент и ти некаде трошиш пари. Знам дека 100 пати си бил незадоволен и 100 пати си одвратил некој да не оди во таа компанија заради твоето лошо искуство. Но ако си предприемач, а знам дека луѓето кои што ги слушаат моите подкаст епизоди се предприемачи, токму ти се обраќам и доколку го имаш овој проблем, подхитно го решиш, а доколку немаш вакви проблеми, тоа е супер, но секако треба и ти да имплементираш вакво решение за навреме да не ти биде криво кога еден ден ќе останеш без работа или ти се намали работењето, па да размислуваш или да бараш проблем онамо каде што не постои. Значи, еве како го решаваме овој проблем. Значи, буквално, како што постои сектор продажба, како што имаме роба, како што имаме финансии, како што имаме оператива, производство, транспорт и се останато, нели, клучни клиенти, клучни добавувачи. Значи, деветиот сегмент е грижа на корисници. И секоја една сериозна компанија, како што има сметководител, како што има производство, како што има продажба, буквално работно место денес секој еден сериозен бизнис би требало да има грижа на клиенти. Тоа значи, секој еден клиент кој што денеска ќе остави денар кај тебе во фирма, буквално во рок од ден, 2, најдоцна 3 да се контактира и да се обави разговор, да се измери задоволството и да се види дали клиентите се задоволни, дали не се задоволни. А зошто максимум 3 дена? Затоа што луѓето подоцна забораваат како поминуваат деновите, нели, се заборава тоа, клучни зборови, не се заборава искуството, емоциите и како човекот се чувствувал, тоа секако дека ќе остане запаметено, но бојата на гласот, нивото, никогаш, односно, мала е веројатноста дека ќе дознаеш кој точно вработен, кој точно клиент, како постапувал, да знаеш со кого треба конкретно да работиш. Клучните зборови, дијалектот, бојата на гласот, значи куп информации може да ги нема, да не ги добиеш ако ова го направиш после 2-3 дена. Еве како го решавам ја ова, кога сме ангажирани за задоволство на клиенти и развој на продажбата. Како би знаеле што се случува со нашите клиенти, секогаш клиенти кои што ни носат, нели, и генерираат 80% од приливите, секогаш треба да правиме, да го мериме нивното задоволство еден на еден во фирма, односно конкретно состанок со луѓето, за да видиме дали се задоволни, зошто не се задоволни, како ние да ја подобриме услугата или народски кажано како да им служиме подобро. Зошто е важно на клиенти? Затоа што не е се исто дали ќе изгубиш човек кој што ти плаќа, не знам, кој што ти прави годишен промет од, не знам, 100.000 евра, или човек кој што ти, не знам, прави промет од 1000 или 100 евра или 10 евра на годишно ниво. Затоа фокусот е директно да се и почесто, нели, да се обавуваат состаноци кај клиенти, а кај Б и кај С клиенти тоа може да го правиш на телефон, што е исто така супер. Зошто велам на телефон? Затоа што анкети интернет, анкетин SMS и останата во електронска форма е окей, но не е доволно, затоа што емоциите, корисничкото искуство, дури да ти пренесе преку пишана форма оној клиент, нема да ги доловиш емоциите
кои што и искуството, нели, низ кое што поминал оној клиент, како што пред малку зборував на почетокот од оваа епизода. А сето тоа е битно затоа што луѓе сме, се водиме од емоции, врз база на емоции носиме одлуки, дали и понатаму ќе соработуваме со таа компанија или твојата компанија или едноставно нема. Ако ме прашаш мене, јас сигурно во овој случај не можам да бирам дали ќе соработувам со Каргото, бидејќи тие две имаат компании имаат соработка, нели, јас како клиент не можам да бирам, но сигурно дека можам да бирам дали во иднина ќе направам нарачка во таа компанија, а тоа значи дека оваа компанија повеќе нема да добие мои средства, а тоа значи дека потенцијално изгубила и онаа карго, нели, компанија. Покрај грижа на корисници. А што е грижа на корисници? Буквално само да бидеш радознал како дете и да се однесуваш како човек. Да дигнеш телефон и да ги прашаш додека е свежо твоите клиенти. Дали се задоволни? Како биле третирани? Што може? Што не им се допаѓа? Што им се допаѓа? И како тие би сакале во иднина да добијат услуга. Овде ќе добиеш фантастични податоци. Направи што можеш повеќе. Штом добиеш една задоволителна бројка од 50, од 100 искуства, еве ти сосема доволно податоци за да можеш да работиш на унапредување на услугата. Како луѓето се однесувале твоите вработени или како не се однесувале е сосема секундарно, затоа што ако не си водел и немаш систем како се разговара со луѓе, кој кодекс на однесување, на организацијска култура, како треба еден со која боја на глас, кои клучни зборови да користи, значи да не навлегувам сега у вештини на комуникација и стратегија, тоа значи дека ти најпрво би требало да собереш информации, да направиш стратегија, да пронајдеш решенија, а подоцна да се погрижиш дисциплинирано, нели, да водите вежби на работното место, како и би им објаснил на луѓето како сакаш да им пружаат услуги на клиентите и подоцна да бареш дисциплинирано извршување, нели, на онака како што си замислил. Е сега, следно што јас го препорачувам да го правам, во минатото го правев, денес тоа не, но доколку имаш потреба секако можеш да ме контактираш да ти дадам совет, а тоа е Mystery Shopping или таен купувач на македонски. Во минатото, пред да постојат строги законски регулативи и заштита на лични податоци, тоа кога волонтирав во Хрватска и во Србија со моите ментори, го правевме и буквално на оние луѓе кои што не ангажираа им доставувавме податоци со снимка, видеоснимка, аудиоснимка, како луѓето, нивниот продажен тим, нивните монтери, транспортно оделение, значи сите чинители кои што би подлежеле на таа на таа анализа, буквално им носевме снимки, слики и се останато за да видат кои луѓе, со кои луѓе треба повеќе да се работи, со кои помалку да се работи и буквално претходно нормално договорено, меревме се, како изгледа продавачот, кои зборови користи, кои клучни прашања поставува или не поставува, дали се поздравил или не се поздравил, како изгледал неговиот одговор на тело, дали поставувал прашања во ширина или зборувал глупости, дали зборувал прашања кои што потикнуваат како би разбрал за потребите, за болката, за грижата, за здравот, за на клиентите, како би пронашол соодветен производ или услуга како нивно решение. Дали ги познава карактеристиките, дали кога на поставени прашања одговара со подпрашања како би знаел точно зашто е и го разбрал прашањето или зборува брзоплето. Значи низа цели информации би добиле од луѓето и зошто е поентата, не е поентата да ги шпионираме, не е поентата тие да се казнуваат тие луѓе кои што биле предмет на истражување, туку напротив како би добиле една реална појдовна слика и конкретно како би знаеле на што треба да работиме во иднина и како го решававме тоа, така што ќе соберевме податоци, а подоцна правевме конкретни обуки, тренинзи врз база на тие, нели, проблеми кои што ги воочивме, кои ќе ги воочевме, нели, како би ги унапредиле подоцна и повторно ќе направиме Mystery Shopping, односно во тој случај нема да направиме ние, ќе направи некој од нашиот тим, бидејќи луѓето веќе не познаваат, нели, нема како да бидеме таинствени и ќе меревме со тек на време како тоа се подобрува. Она што е реалност, буквално секогаш имаше подобрувања, затоа што не е тешко и луѓето прифаќаат, нели, како да бидат подобри, како да работат подобри, поготово кога ќе се врзе со награда, со мотивација, со бонус програма или се останато, кога ќе се врзе со конкретните чакори и активности, јасен фокус на што треба да се работи, буквално
Едноставно се случуваше да имаме препораки буквално, односно да доаѓаат луѓе задоволни кои што дошле како поттик за како задоволство, нели, од некој што им дигнал телефон да ги праша како се задоволни, дали се задоволни, не се задоволни, како да бидеме подобри, нели, а сето тоа луѓето го прекажуваат, нели, на нивните колеги, роднини, пријатели, небитно. Еве, само да те потсетам да видиш дали зборувам глупости или измислувам или ова е реалност. Па еве само подразмисли или подсети се колку имаш искуство некоја компанија каде што ти си трошел пари, каде што си бил нечив клиент, а сите некаде сме клиенти, нели? Колку пати во животот ти се јавија од некоја компанија да те прашаат како си задоволен, дали си задоволен, како да им дадеш предлог да ти служат подобро, ако не си задоволен, да те прашаат, нели, како човек, зошто не си задоволен, нели, да те наградат со некој мал подарок или небитно, ако ништо со еден гест, извини, благодарам што трошите кај нас. Еве, небитно, дали до сега имаш некое искуство, некој од некоја фирма да ти се јави. Еве, јас ќе ти кажам, до сега моето искуство е само од телекомуникацијските, нели, од овие компании, и тоа SMS порака, не велам дали е добро или лошо, но моето искуство е единствено такво, или каде што трошам онлайн, ќе добијам, нели, како анкета со по неколку прашања. Но да ми дигне телефон мене и да ме праша Александар дали беше задоволен, ти благодарам што потроши пари кај нас, како си задоволен од производот, од услугата, од односот на луѓето, буквално не. Сега, што се случува, еве, ќе ти дадам еден пример за да видиш колку е фантастична алатка Mystery Shopping. Во една компанија каде што правевме, а тоа се работеше за салон за мебел, дел од мојот тим учествува и буквално глумеа дека се клиенти, секако нарачаа луѓето, комуницираа, си платија, се монтираше таа роба секако што треба, на што беше поентата. Од прва нарачка, односно од прв контакт, првиот вработен, буквално да се затвори цел процес. И добивме буквално цела една документација, цел заокружен процес и да видиме како се одвива буквално цел процес, како биле пречекани, како зборува продажниот тим, како разговара, како се однесува во смисла брзина, време, квалитет, изглед физички, услуга, квалитет, грижа, се останато. Транспортно оделение, монтери, буквално се, архитекти, се како изгледа цел процес и она што е интересно, нема да зборувам дали беше добро или не, секако во секоја компанија има простор за подобрување, во тој случај оваа компанија работеше супер, секако подобривме доста работи, но она што е интересно е дека секоја една сериозна компанија ова мора да го прави неколку пати годишно, поготово кога има нови вработени, поготово кога лансира нов начин на работење, кога прави промена во начин на работа, промена на дистрибуција, буквално се, а од друга страна може би и никогаш нема да знаеме зошто некои луѓе купуваат од нас, зошто некои луѓе не купуваат од кај нас, зошто некои клиенти губиме, зошто не ги добиваме, зошто немаме препораки, зошто нашиот бизнис стагнира, а кај некои луѓе, нели, купуваат, односно кај некоја компанија купуваат производи и услуги кои што и се и поскапи од кај нас, а подоцна ние си размислуваме па како бе оди купува на тоа место или купил тамо каде производите се не се толку квалитетни или поскапи, се поевтини се, значи имаме море од информации, а имаме нецелосни и неточни одговори. И следната трета работа која што ти ја препорачувам, а тоа е воведување на контрола. Само пред да кажам збор контрола, само ќе те потсетам дека сите можни контроли кои што се прават за анализа на луѓе, како почнале еден процес, како го завршиле следниот процес, како предметот или налогот патува од еден сектор во друг сектор, значи секаде правиме контрола, но она што е интересно е дека позади секоја контрола контролираме луѓе. Машини немаш потреба да контролираш, оти има индикатори кои што самите се контролираат, нели, а контролираме луѓе. Сега, колку сериозно водиш бизнис, еднакво е на колку имаш јака контрола. Или народски кажано, ако нешто контролираш, тоа значи дека мериш, ако мериш, тоа значи дека можеш да подобриш, ако нешто не мериш, тоа значи дека водиш бизнис на слепо и од тука затоа може би и една од причините зашто твојот бизнис не расте, не се развива,
Може би, ако имаш флуктуација на работници и на вработени, едноставно не знаеш што се случува со нивното задоволство и едноставно бараш проблем онаму каде што не постои, затоа што луѓе сме, едно е заедничко за нас, а тоа е дека не сакаме да повредиме никого, па кога разговараме со луѓето не кажуваме вистина, туку ја извртуваме таа реалност, па исто така сме и љубезни и наместо да кажеме дека не сме задоволни од работното место, не сме задоволни од квалитетот, не сме задоволни од односот на продавачот, не сме задоволни од услугата како возачот во каргото во моментов и такви илјадници случаи, а ние ќе кажеме дека се брзаме, дека вамо плаќаме на рати, даваме отказ заради ќе одиме во Германија да работиме или не знам што, а реалноста и вистината никогаш не ја дознаваме. Ете, се надевам дека оваа подкаст епизода ќе ти служи. Во оваа епизода ти дадов 3 работи клучни, а тоа е грижа на клиенти, мистери шопинг и воведување на целосна 100% контрола на процесите во твојот бизнис, а доколку сакаш да водиш сериозен бизнис. Ако до сега помисли, па да, јас ова сето го знаев, супер е, ама немам време, не можам, тоа значи само дека сериозно не си 100% одговорен и дека се уште не си подготвен за да превземеш 100% чекор. Знам и од искуство дека постојат две групи на луѓе, а тоа се едните само слушаат, прибираат информации, како слушањето на овој подкаст, читање книга, гледање видеа, обики, семинари, тренинзи, небитно, и подоцна останува сето тоа на ниво на информација и подоцна ќе ти кажат, па ја знаеш Александар за сето ова знам. И постои втора група на луѓе кои што ќе слушнат вредна информација, додека едните размислуваат, па јас немам пари за мистери шопинг, не можам да направам контрола, немам време за грижа на корисници, па не можам да најдам вработен и никој не рече дека мораш веднаш тоа да го направиш, но постојат илјадници начини како уште сега, уште веднаш можеш сето тоа да го направиш, а другата страна на оние луѓе кои што бараат акција, а не оправдувања, можат после оваа подкаст епизода Google, AI, ChatGPT, не знам, YouTube, книги, чуда да напишат и да пребараат како тие самите можат да воведат грижа на клиенти, како можат самите да направат мистери шопинг, како да направат контроли на процесите и подоцна бесплатно, ете, како поттик од едно, оваа подкаст епизода, да го средат и добро организираат бизнисот, а онаа друга група, за жал повеќето се такви, ќе остане сето ова на ниво на информација. Да те потсетам, доколку се уште не си претплатен на мојот newsletter, ќе оставам линк под оваа подкаст епизода, да се пријавиш на мојот newsletter како би добивал навреме информации за семинари, за тренинзи, онлайн вебинари кои што ги правам секој месец за луѓето кои што се на мојот newsletter. Се надевам дека ти потикнав малку еден нов начин на размислување и се слушаме, се гледаме во следна прилика. Поздрав и секое добро. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.